Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: со доделување на плакети и прогласување на почесен граѓанин во Гостивар беше прославен денот на општината. Во училиштето Исмаил Ќамили во Гостивар се одржа манифестација за патронот 28 ноември, која претходно беше одложена поради автобуската трагедија во Бугарија. Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име, промоција на ново дело на историчарот Бранислав Светозаревиќ Покорни. На пригодна манифестација со доделување на плакети и прогласување на почесен граѓанин во Гостивар беше прославен денот на општината. На настанот присуствуваше и председателот Стево Пендаровски. По повод денот на општината 23 декември во Гостивар вчера вечер се одржа свечена манифестација на која беа доделени плакети на успешни млади гостиварци и се прогласи почесен граѓанин. На настанот како гостин присуствуваше и председателот Стево Пендаровски. Во своето обраќање градоначалникот Арбен Таравари истакна дека вториот мандат ќе му биде последен, затоа што смета дека толку е доволно за јавните функционери да ја покажат и докажат својата работа. Сакам искрено да им се заблагодарам на сите мои претходници. Му благодарам на секој од нив, дури и на оние што покажаа како не треба да се работи. Знаете дека неодамна гостиварци ја дадоа довербата на нашиот тим и мене за втор мандат. Како проамериканец, како објективен поддржувач на американскиот устав, мислам и верувам дека 2 мандати се законски и дефинитивно фактички доволни за секој носител на функција. Така овој втор мандат го сметам за мој последен мандат или мој проштален мандат. Денес, на најважниот ден на оваа институција, сакам да апелирам до секој од нас дека ако ги гледаме идеолошките, верските или етничките разлики како вредности, тогаш градот и државата можат да станат хармоничен мозаик. Таков е Гостивар. Секако овде живеат албанци, македонци, турци, бугари, роми и други. Несомнено има и муслимани и христијани или некоја друга вера, но сите се обединуваме во едно име, ние сме гостиварци. Во знак на благодарност за придонесот во афирмација на Гостивар и поттик да продолжат со успеси, плакети им беа доделени на Кимет Јусуфи, научник физичар, Марија Милошевска, меѓународно наградувана средношколка, Ведут Пурде, научник по биохемија и Анди Исмаили, танчер со интернационални успеси. За почесен граѓанин на Гостивар беше прогласен доктор Ферит Садику. Сакам да се заблагодарам на општинското раководство за оваа укажана чест и привилегија. Без скромност ќе кажам дека овој чин за мене значи гест на почит на вашата генерација кон мојата генерација. Гостивар ви го оставаме вам како аманет, како место на чесни и културни луѓе, кои го сакаат образованието и ќе продолжат да се надоградуваат. Не мора да се штедите за да се одолжите народната грудка затоа што тоа вреди. На одбележувањето беше прикажана и видеопрезентација за реализираните општински проекти во годината што изминува. Церемонијата со свој настап ја разубави пијанистката од Гостивар Ендра Адеми. Во основното училиште Исмаил Ќамили во Гостивар денес се одржа манифестација по повод патрониот празник 28 ноември, која претходно беше одложена поради автобуската трагедија во Бугарија. Училишната управа е задоволна како ја заокружува 2021 година. Новата учебна година беше предизвик за сите училишта со оглед дека децата се вратија на клупите по една година онлайн следење на настава. Од основното училиште Исмаил Ќамили во Гостивар оценуваат дека сепак одговориле на предизвиците и со учење на далечина и со физичко присуство, а реализирани се и повеќе проекти и активности. Денес училиштето организираше прослава на патронатот 28 ноември, која претходно беше одложена поради автобуската трагедија во Бугарија.
За училиштето многу продуктивна година, значи јас сум многу задоволна од тоа што имам постигнато заедно со работниците, заедно со општината, градоначалникот кој секој пат ни стои на располагање за се што нас ни е потребно во училиштето, затоа што со дигитализацијата успеавме и да припремиме 6 нови училници, значи по тоа што се бараше по законот за основно образование и многу други инвестиции кои се направија во училиштето, ама градоначалникот не успеа да дојде да ги промовира. А тоа беше кречењето на сите ходници, холови во двата спрата, менување на сите врати, поспремување на повише од 12 училници со нов мебел и со се нови материјали кои се потребни за наставниците. Гости на манифестацијата беа представниците на секторот за образование и градоначалникот Арбен Таравари, кој самиот учел основно во ова училиште. Одлучивме денеска да дојдеме пред новогодишните празници, да им честитаме на сите деца, меѓутоа и наставници, да им честитаме новата година, да им посакаме се најубаво во новата година. Инаку рутински наши посети на училиштата кои ги правиме по неколку пати годишно. Во Централното основно училиште Исмаил Кемали во Гостивар настава посетуваат над 1000 ученици. Пост-ковид состојбите стануваат се поприсутни кај граѓаните. Докторката Даниела Ристич Стомнаровска од градската општа болница 8 септември вели дека многу пациенти кои што прележале COVID-19 и по неколку месеци од прележувањето се соочуваат со здравствени потешкоти, како главоболки, намалување на концентрацијата и немање чувство за мирис. Знанијата дали оштетувањата, дали овие компликации, односно овие да речам компликации на централниот нервен систем после ковидот, дали се повратни или се трајни, се уште не можни или ни се недоволно разјаснети. Факт е дека добар дел од пациентите реферираат дека им имаат подобрување, меѓутоа има и пациенти кои што тоа трае можеби повеќе од една година. Значи, прашање е колку се овие, да речам, компликации повратни, колку може да се коригираат и дали нивното враќање во нормална функција е 100% или сепак има некакво минимално оштетување. Тоа се должи на самото однесување на вирусот, бидејќи тој ги напаѓа и крвните садови, така што бројот на мозочни удари после ковид инфекцијата можеби е рапидно зголемен во однос на пред ковид фазата. Главоболката е секако симптом кој што можеби и најпрво се јавува, но и налесно се третира. Меѓутоа, вртоглавиците, губитокот на слух, губитокот на концентрација, кај добар дел се остануваат како трајно оштетување. Особено ова се однесува на лица кои што се во понапредната возраст, кои што имаат и други познати коморбидитети. Ново обемно дело на историчарот доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни беше промовирано денес во Музеот на македонската борба во Скопје. Го носи насловот Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Вака гласи насловот на новото дело на историчарот доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни, чија промоција се одржа денеска во Музеот на македонската борба во Скопје. Се работи за научен труд од документи и анализи, преку кои се овозможува еден нов аспект и пристап кон разгледувањето на идентитетското прашање. Станува збор за едно дело кое е комбинација на збирка на извори и анализи и на кој е сублимат на се она што македонската историографија во овие 75 години наназад го има откриено, но и нови документи кои до сега не се објавувани, а во текот на истражувањето се пронајдени. Тука се на некој начин цитирани, преведени и цитирани над 1000 документи, односно извори, кои потекнуваат од 32 држави во светот, постоечки и непостоечки држави, во кои во последните 1500 години се споменуваат македонците експлицитно во самите извори и го докажуваат нивното постоење на овие простори. Во три форми, и тоа територијална самосвест, народносна и национална. Така што сметам дека ова ќе биде едно интересно четиво, не само за науката и за
за студентите, туку многу повеќе за целокупната јавност. Во оваа книга исто така се проследуваат и сите оние важни документи кои докажуваат дека негирањето на македонците од страна на бугарската држава постои 150 години во континуитет. Но кога некого негирате 150 години, тоа е најголем доказ за неговото постоење. И тука се, меѓу другото, и документи кои ги покажуваат сите оние методи и инструменти кои ги користеле не само бугарската држава и другите соседни држави кои се обидувале да го изменат она што со векови го носат македонците во себе, тоа е нивниот идентитет и се разбира нивното идентитетско име. Што се однесува до прашањата кои ги поставивте, сметам дека не сме науката да биде на страна од овие прашања. Како што во битката со короната се ангажира здравствени установи и експерти од таа област, така треба и кога сме нападнати идентитетски од некои институции државни, така треба и нашите државни институции соодветно да одговорат и посебно научните работници, кои си ја знаат работата и кои не смеат да бидат на страна од сите овие збиднувања. Така што секоја таква грешка може да има многу големи последици. Авторот во текот на подготовката на трудот соработувал со научници од повеќе области, со појдовен мотив истиот да представува одговор на оспорувањата на идентитетските права на македонскиот народ од страна на научните установи на некои држави во соседството. Седмото издание на манифестацијата и тетовските глумци ПОА ќе се одржи во сабота во Центарот за култура во Тетово. Оваа година ќе има 2 изведби во еден ден. Тетовските глумци ќе ПОА по 7ми пат. По една година пауза повторно пред новогодишно. Тетовци ќе можат да ја проследат манифестацијата утре, сабота, во Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово. Новото издание нуди музика и театарска игра со концепт Македониум. Не случајно се вика Македониум. Значи се осврнуваме на Македонија како држава уште од 45-та година па нааму. Тоа се едни интересни приказни кои вршат аналогија, спојуваат и од денешно време, и од 903-та па се тоа низ една хронологија која што треба да дојде до денеска, односно до 2021 година. Многу хумор, авторски текстови, авторски дела. Бројка има исто како и минатото издание, некаде 11 до 12 актери. Оркестарот е од 9 врвни професионалци, значи тука исто малку нивото е подкренато во однос на начинот на изведување на истото. Сега тетовци останува да биде на 25-ти да присуствува нова и да даде своја оценка околу целата оваа манифестација која што се работи искрено у едни абнормални услови во однос на пандемија, организација и слично. Концептот Македониум се состои од 3 приказни. Првата приказна ги опфаќа историските периоди на македонското битување, посебно овие последни 100 години, 120 години, не нека од Крушевската република, сето тоа ќе биде сублимирано у првата приказна. Втората приказна е поврзана со околината тетовска, како функционира, како сите оние дешавања во селските средини у Тетовско, и третата приказна ја крстивме кафанска приказна, каде што секој што доаѓа у кафаната има своја приказна која ја раскажува, а потоа ја објаснува и со песна. И овој пат манифестацијата ќе има многу хумор и музика, заедно со оркестарот Академци. Има народна и забавна музика, има патриотски песни, има новосоздадени. Се надам дека ќе им се допадне на публиката и мислам дека ова година, подкрепени од прекрасниот состав Академци, има да еве веќе традиционално добри состави не придружуваат, пошто сакаме стварно да звучи тоа како што треба да звучи.
и се надевам дека ќе им се допадне на публиката и мислам дека годинава има навистина добри пејачи што дадоа максимум и еве бевме и на музички проби неколку пати во Скопје, поработивме доста на квалитетното на изведбата. Актерската екипа ветува одлично предновогодишно расположение. Многу има заинтересираност и мислим дека на тетовскава публика стварно и фали едно добро смење, затоа што 2 години за време на коронава стварно мислим дека смо некако измучени. И ни треба на свите, на цела публика па и на нас дури. Мислим дека ќе направиме нешто стварно да помина свите. Манифестацијата и тетовските глумци ПОА годинава ќе има 2 изведби, во 17 часот и во 19:30. Ќе биде организирана според ковид протоколите, односно за влез е потребен сертификат за вакцинација. Во продолжение деталите од полицискиот билтен од секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска околу 3 часот и 15 минути во акцијска контрола спроведена од полициски службеници на СВР Тетово во гостителски објект во Тетовско Желино, собственост на 49 годишникот ова село. Затекнати и лишени од слобода се 11 женски лица, 6 странски државјанки, од кои 5 од Република Албанија и 1 од Република Србија и 5 од нашата земја, а поради сомнение за нивна инволвираност во кривично дело трговија со луѓе, член 418 од Кривичниот законник. По лишувањето 11 женски лица на возраст од 27 до 45 години задржани се во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 20 на минути по полноќ полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 46 годишникот Тетовски Порој, кој претходно се однесувал агресивно на детското оделение на Тетовската клиничка болница, им се заканувал на вработените, се обидел физички да ја нападне лекарката и ја оштетил влезната врата од амбулантата. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска околу 2 часот и 20 минути во гостителски објект во Тетовско Желино, во кој се спроведувала акцијска контрола. Полициски службеници на СВР Тетово привеле 30 годишникот Тетовско Џепчиште и 38 годишникот Кумановско Липково, затоа што се однесувале агресивно и ги навредувале. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка и ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути, 44 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 21 часот и 15 минути, додека со неговото возило Шкода Октавија со тетовски регистарски ознаки се движел по улица 29 ноември во Тетово. Бил удрен од возило Ауди А4 исто така со тетовски регистарски ознаки, управувано од 30 годишен тетовец, со кого подолго време имале нарушени односи. Час и половина подоцна тој се пријавил во полициската станица Тетово и се презимаат мерки за расчистување на случајот. Вчера околу 13 часот и 25 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 37 годишен тетовец, кој претходно во казино на оваа улица физички нападнал 37 годишник, исто така од Тетово. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска во 3 часот и 30 минути 27 годишникот Гостиварско Тумчевиште во СВР Тетово пријавил дека половина час по полноќ пред угостителски објект на улица Гоце Делчев во Гостивар, тој и неговиот другар физички биле нападнати од повеќе лица. Во нападот, според пријавеното, неколку од напаѓачите користеле тврди предмети. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска 10 на минути по полноќ во Маврово полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 31 годишник и 25 годишник двајцата од Гостивар, кои околу 23 часот и 25 минути на патот за Маврово физички се пресметувале со 33 годишник од Маврово, а потоа и со уште други 2 лица, поради недоразбирање во сообраќајот. Според пријавеното, едниот им се заканил со огнено оружје. Се расчистува и документира случајот. 42 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен син, ученик во Гостиварското средно училиште, околу 11 часот и 30 минути физички бил нападнат од наставник во истото училиште. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во недела во спортската сала на Средното економско училиште за прв пат ќе се одржи кошаркарски хепенинг кој ќе ги обедини сите тетовски кошаркарски екипи, но и играчи кои настапуваат во други екипи во Македонија и во странство.
Во недела со почеток во 17 часот во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово. За прв пат ќе биде организиран кошаркарски хепенинг или како што оригинално е наречена манифестацијата Баскетбол хепенинг 2021. На овој настан учество ќе земат сите тетовски кошаркарски клубови и школи, како и тетовски кошаркари кои настапуваат во други екипи во Македонија и во странство. По иницијатива на Владко Свартинов, прв пат во градов ќе се одржи една хепенинг баскетбол манифестација која ќе биде како да кажам сега кои зборови да ги употребам овде, значи ќе има кошарка, ќе има добра забава, музика, придружба на деца од Јаболчиња, се на се значи една убава манифестација да се започне нешто во градов за младите, значи и да идеме напред во кошаркарската игра. Значи учество ќе земат деца од 6 години па до сениорски играчи што настапуваат во втората кошаркарска лига, па има играчи од првата лига во македонската, мислам, кошарка. Значи оваа манифестација, пак ќе напоменам, со иницијатива на Владко, кој е голем љубител на кошарката, не покрена, значи нашиот клуб во формирање нов Љуботен и кошаркарскиот клуб Тетекс. Значи тоа ќе биде стварно спектакуларно и ги повикувам сите да дојдат во недела во 17 часот во спортската сала во економското училиште во Тетово. Дали ќе биде отворено за публика според ковид протоколите? Според ковид протоколите, значи се да биде во интерес на здравјето на граѓаните, значи се покануваат сите да дојдат, влезот е слободен и така да овие деца, пошто играат надвор од Тетово многу често, еднаш и да ги видат нивните родители кога играат во Тетово. Планирано е да настапат околу 150 млади кошаркарски надежи, но и дел од тетовската музичка естрада кои ќе бидат задолжени да ја забавуваат публиката. Ќе биде 3 надпревари. Прво ќе биде најмала категорија 30 деца од нашата екипа и од противничката околу 20-тина, од 6 до 9 годишна возраст. Тие ќе играат, мислам дека 2/4 по 10 минути, каде што резултатот се знае дека ќе заврши нерешено. После нив има друга категорија од 10 до 12 години деца кои исто така ќе играат против екипата на Љуботен. Јас сум значи член на сениорската екипа во Тетекс и нема да играат постари млади сениори ќе играат од 19 до 20 годишна возраст против играчи од Тетово кои играат во клубови надвор од Тетово. Дали ќе има некои интересни игри како еве што може да видиме на NBA All Star надпреварите, шутирање на тројка, слободни фрлања и слично? За време на паузата тоа е организирано од Владимир Свартинов, каде што по случајен избор ќе биде избран некој од публика, каде што ќе шутира слободно или тројка за некоја награда, што би било интересно за еден ваков настан. Дали и од кошаркарите ќе има надпревар во шутирање на тројки или надпревар во шутирање на слободни фрлања? Да, ќе има и 3-point контест од едната и од другата екипа, по 2-3 играчи ќе биде избрани. Музика ќе има за време на паузите, може и цело време. И тоа, сите нека дојдат кои можат на 26 во недела, у 17 часот, слободен е влезот. Протоколите ќе бидат по сите мерки, кој може слободно нека дојде, нека го посети овој настан. Кошаркарскиот хепенинг предвидено е да трае околу 3 часа, а можност да ги покажат своите кошаркарски вештини ќе имаат и дел од гледачите, кои ќе бидат наградени со соодветни награди.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.